Што веќе тамо не чекаат нашите гости, вела дека со овие прекрасни колачи и специјалитети прекрасно одат и кафето, можеби и чајот, но јас ви препорачувам кафе, а посебно со поезија, тоа е уште поубаво. Добро утро до моите следни гости, Ана и Јован, поетеса и поет. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро, добро ви најдов. Ќе зборуваме за еден интересен настан, се вика Пи кафе и плати со поезија, кој што втора година поред се случува во Скопје, во нашата метропола. Како сте ми ово утро? Добри? Добри, наспани. Како оди поезијата? Со кафе и со колачи или... Со се оди поезијата. Со се оди поезијата. Со се. Да, баш. Буквално, ама со љубов најмногу. Да. Да сме сигурни околу тоа. Кажете ми, како е замислена манифестацијата оваа година? Ова е практично настан кој што се случува преку 30 градови во Европа. Идејата е секој кој што ќе пие кафе наутро, ние поетите да одиме во тие одредени кафулиња и на некој начин со стиховите кои што ќе ги инспирираме тие да си го платат кафето. Идејата е да се промовира поезијата, убавиот збор и на некој начин да им се пренесе некаква убава порака на луѓето, така што и овој пат Скопје ќе биде домаќин на оваа манифестација. Така. Каде добивате најчесто инспирација кога ви доаѓаат мислите, седнувате во кафули, веднаш ги запишувате или можеби тоа треба да биде на некое посебно место? Како пишувате поезија? Ме интересира. Млади сте, а успешни. Па инспирацијата може да ве удри на секое место, во кафич, не знам, по дома, на улица, по дома, да. И едноставно седнувате и пишувате. Кога ќе дојде, тоа е тоа. Зашто најмногу сакате да пишувате? За она што спомнавме љубовта, за кафето можеби, за животот, за луѓето, за промените, да. За љубовта, да. За љубовта најмногу, да. Да, тоа е на водечката сила. На младите, колку имаме подем на поезијата? Може ли да кажеме дека во денешното време, знам дека сте млади и успешни автори, може ли да кажеме дека поезијата денеска зема замав, кога станува збор за младите автори, или таа е во некое затишје, мислам дека бура? Последниве неколку години излегаат доста млади поети и поетеси, зборувам и во прозни дела и во поезија, така што мислам дека може да се пофалиме со многу млада група на луѓе кои што веќе активно пишуваат, промовирале своји книги, ги има да речеме и на фестивали, така да плодна почва сме, мислам дека е убаво време да се види тоа на дело. Така што тој има на пример 17 години, јас 28, меѓутоа во некоја средна генерација на вистина има доста млади. Така. Како се подржувате со помладиве колеги? Па мислам дека има доста. Си препраќате поезија има на соработка, Facebook, социјалните мрежи ги користите ли воопшто во комуникацијата? Секако, да. Јован може да каже повеќе. Тие се при голема помош кога станува збори за промовирање на некој дело, особено како што спомена за поезија, да. И луѓето сакаат да читаат, што е чудно баш во ова време. Да, така да сме доста прифатливи, барем во сега овој период, особено кога доаѓа пролет и се, луѓето сакаат да прочитаат и да видат нешто убаво. И поезијата е одличен начин да пренесете нешто убаво. Дали е тоа песна, или да се смират. Пред година дена читав прекрасна поезија од млади автори. Книгата се викаше Ветрот носи убаво време. Страшно добро беше направена и мислам дека имаше вистински ефект врз македонското творештво. Сметате ли дека такви збирки на поезија од млади автори треба се почесто да бидат во издание на нашите издавачки куќи? Како да се случи оној проект кој што ќе може да ве поддржи вас младите како автори и поети? Мислам дека е многу важно да знаат издавачките куќи, сите оние кои што ги имаат тие, да речеме, конци, да им дадат шанса на младите, бидејќи не секогаш секој млад човек има пристап и до тие места, до тие поадминистративни, да ги наречам, работи, така да кога некој пишува, доволно е да му дадете сцена, да му дадете 2 минути да прочита тоа што има напишано, да се изненадите, така што од нешто кое што е напишано до нешто што е во две корици за да биде поезија или проза е многу важно. Ете, издавачките куќи, постарите професорите едноставно да имаат поддршка на сите. Така, гледаме фотографии ни донесовте, ќе може малку да ги прокоментираме? Ајде. Овие се најверојатно од ланската манифестација? Лани исто во неколку кафулиња, мислам тоа се истите и оваа година, значи тоа е Венето во Сити Мол, Наргиле бар во Чаршија, Дион на Кеј,
Ќе заборавиме некој веројатно. Паладиум, мислам дека беше во Капиште, значи на различни места во Скопје, за да, нели, што повеќе луѓе дојдат. Лани учествува исто доста наши, да ги наречам, колеги, бидејќи тоа се дел од книжевната сцена. Учествува Ѓоко Здравески, Елена Пренџова, Билјана Стојановска, на Емилијази Пари, ми се чини. Така што имаше доста луѓе кои што кога си пиеле кафе, напишале многу добри стихови, што е чуден видувачки, бидејќи некои луѓе не знаат дека имаат талент, а во моментот напишале и добиле и потоа дури и пофални зборови. Така, значи се што треба да направат е да отидат, да се напишат поезија и кафето ќе си го добијат бесплатно, буквално така се рачунали хаику поезија. Се се рачуна, да. Дури една до две реченици. Да, или убава мисла, уште побаво кажано. Добро, колку Скопје може да биде инспирација за вас, младите? Денеска зборуваме за Франција, за Париз и соработката кои што ги имаат нашите средни училишта. Меѓу истите, знам Париз колку може да биде инспирација и за модата, за сликарството, за поезијата, за уметноста пред се. Колку Скопје ви е за вас инспирација? Па јас како родена скопјанка, со Скопје имам чудна љубовна врска. Значи тоа е до степен на инспирирање за прекрасни работи и до степен на да не можам да го поднесам како чувство, затоа што нели како град ми нуди многу места, меѓутоа за некои ме скратува, меѓутоа тоа е мојот роден град и едноставно љубовта секогаш ќе постои, инспирацијата од него. Да. Па, Скопје како центар на сите случувања, нели, во земјава е доста инспиративен и стварно можам да се пофалам со тоа колку ми има инспирирано да ја напишам, особено втората книга што е во Младица издадена. Таа се случува токму во Скопје, тоа е роман. Така да мислам дека е доста инспиративен град, да. Така, инспиративни сте и вие, да можам ке напишам поезија за младите поети во Македонија. Ви благодарам многу што бевте дел од утринската програма на Македонската радио телевизија. Ви посакувам многу успех, сосема за на крај да ги потсетиме гледачите кога и каде се случува настава. Тоа ќе биде во понеделник, бидејќи 21 е, нели, ден на пролетта, ден на поезијата, ќе се случува од 10 часот наутро до 16 часот попладне. Ги набројавме неколкуте кафулиња, има и на исто на Facebook страницата го има и самиот настан, во кој што ги пишува исто и местата, така што ако сте слободни во тој период, дојдете, може да напишете стих и да си го добиете кафето бесплатно. И целиот настан ќе трае од 10 до 16. Да. Часот. Така, само еден ден во неделата викаат се вика петок, што значи дека ни следува викенд, да си поминете убаво за викендо, да се одморите, да си напишувате. Ако можам така да ви кажам, и се гледаме во понеделник, заедно ќе пиеме кафе и ќе пишуваме поезија. Обавезно, да. Почитувани, ние продолжуваме понатаму со промотивната понуда на Македонската радио телевизија. Останете со нас.